Искуство од имплементирање на ресторативната правда. Вака беше насловена денешната работилница која ги собра медиаторите од земјава Албанија и Србија. Целта беше да се разменат искуствата, како постапувале медиаторите во одредени ситуации, но и да се потенцира дека допрва треба да се развива свеста кај луѓето. Проектот напредува успешно од почетокот на потпишувањето на договорот. Ги постигнавме сите зацртани цели. Среќни сме поради решавањето на проблемите на луѓето преку присуство на медиатор. Знаеме дека само преку практична работа ќе се усовршиме и ќе имаме успеси. Имаме поддршка од сите засегнати институции, јавното обвинителство, судот, полицијата. Медиацијата треба да се користи како модерна алатка за решавање на проблемите, потенцира Расим Лјока, медиатор од Албанија, кој работи исклучиво со млади и малолетни лица. Имаме 20 до 30 конфликти месечно кои ги третираме. Во главно станува збор за кривични, но и за семејни проблеми. 75% од нив ги решаваме успешно. Програмата најмногу е развиена во Тирана, но задоволен сум што започна незино промовирање и во уште 10 други градови. Во Србија засега функционираат канцеларии само во 4 града. Проектот е више онако системски као за министерство. Нашиот проект е повеќе системски. Ние повеќе работиме со Министерството за правда. Решаваме конкретни случаи, но имаме тимови за пилотирање составени од социјални работници, обвинители и судии во 4 други градови. Па сите кои имаат проблем можат да се обратат кај нив. Во Тетово, 16 случаи биле решени откако е отворена канцеларијата, од кои 13 биле само иницијативни, што покажува дека луѓето би го избегнале судот и полицијата и проблемот би го решиле со договор. Највише случаевите се од областа на семејните односи, областа на економските односи, областа од нарушување на ред и мир, од областа на економскиот дел, од областа на правдата за осигурување и од другите области. Значи, кај нас може да доаѓаат сите кои имаат проблеми, може да ги решаваат затоа што процедурата за решавање е многу кратка, јефтина и ефикасна и економична. Затоа што од време траење од 45 дена треба да биде решен случајот или доколку не може да се постигне спогодба, тогаш се прекинува постапката за медиација и проблемот може да се решава во другите институции како со судовите и другите институции. Македонија законот за медиација го има донесено во 2006 година. Тетово е пример за неговото успешно спроведување.